Се надевам дека и досега го задржуваме и ќе се обидеме така да биде се до самиот крај. Благодарам Бранко, даде убав вовед во темата за кој што разговараме со доктор Јана Клупчевска, професорка на технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, УКИМ. Јана, добро утро. Наша драга гостинка, ама секогаш кога треба нели оние сите титули за професорите да ги кажеме и тука чеке како беше, до каде сме. Не е проблем. Да, но добро познат лик кога е во прашање биоотпадот, ја подигна јавната свест. Кога е во прашање биоотпадот, некако почевме многу повеќе да зборуваме на таа тема, дури и со оние експерименти кои што ги правите. Дури и со лабораторијата со која што вие работите, некако интересно стана да слушаме и да видиме што се може да се направи од биоотпад. Да, спонтано се наметна никако целата оваа како некој лик позади биоотпадот, меѓутоа не беше смислено намерно, туку почевме многу поодам напред да се случи овој момент да јавно говориме нели на кампањи и да имаме јавни кампањи и за лабораторијата и за биотехнологија, значи во изминатиот период доста интензивно се работеше. Почетоците како се дојде до ова е тоа што ние претходно веќе како професори, верувам и некои останати, меѓутоа јас во 2018 па и 16 да речам со докторските студии започнав да го селектирам, да испитувам што има во останатиот дел од она што ни го јадеме, па за 18 да дојде еден тренинг во Израел од еден месец кој што да речам направи комплетна промена кај мене лично, за да можам јас да направам комплетна промена. Се случи тоа да се види како целиот систем таму функционира многу добро. Оно што денеска ние го правиме веќе беше многу добро воспоставено. Почнавме со ова да го работиме некаде 2020-2021 година за да го финализираме еден тим, да кажам, ќе го напоменам и мојот тим, да заедно неодамна пред претходната недела бевме во Словенија да го видиме нивниот систем. Значи во нивните јавни предпријатија заедно со UNDP, Добро, со град Скопје. Постојано со UNDP. Да, постојано сме со UNDP, со град Скопје, значи морам да ги поздравам советниците и градоначалничката за тоа што стварно ни најдоа на секакво разбирање, особено со отворената градска лабораторија. Имаме огромна поддршка, значи исто така од директорот на Дрисла Александар, знам дека ќе гледа, од кој што исто така имаме огромна поддршка бидејќи лабораторијата е под надзор на нели јавното, односно припаѓа на јавното предпријатие Дрисла. Значи колку се тие ангажирани, времето ќе покаже како се одвиваат проектите и ние како експерти заедно од страна на UNDP ангажирани веќе подолго време само со биоотпад. Започнавме со некаде отпад од кафе, чај и портокал и тоа од хорека секторот. Така може да видиме и огрлици, може да видиме и обетки. Навистина на многу интересен начин го буквално не само што го свртивте вниманието, туку го задржавте вниманието на јавноста кон нешто што е светска практика, а кај нас не толку добро познато. Јас морам да кажам за... И сега мислам дека се актуализира повеќе. Се актуализира. Да, ова е финишот, да речам еден така поинтересен дел, од кој што може да се покаже дека и од остатокот, од отпадоците може да се работи и нешто што е многу интересно, например накит или да речеме молекуларна гастрономија. Сега видовме во Словенија дека во делот каде што се развојните лаборатории секогаш постои еден вид на кујна и едно готвење. Значи не мора што вие го работите? Да, не мора приказната да ја вртиме ние во смисол дека само храната фрламе отпад и отпадот ние отпатен, значи веќе почнуваме бидејќи нема храна, нема ресурси, постојано сме во никакво барање на нови видови на храна. Мораме отпадот да го третираме како нешто што е наше, што не е отпад, туку тоа набрзо ќе има голема цена и веќе има голема вредност. Внатре постојат сите компоненти биоактивни. Затоа да речеме кучуваме бактерии, инсекти, сите видови на додатни, да речеме иновации во наука за да може од така наречениот отпад, веќе нема да го нарекуваме отпад, многу брзо време, да извлечеме одредени активни компоненти. Че работам, јас имам европски проекти во кои што буквално имаме нов тип на бактерија, јас ќе пробам да ја донесам набрзо и во државава, со која што ќе можеме целно од отпадот да вадиме антиоксидансија, па ќе го наречам, меѓутоа не е отпад. Зашто да не можеме да произведеме нешто додатно за одредени видови индустрии, кој од самата храна, тоа е храна, всушност, што не ја користиме. Така јас би ја нарекла, да речам. И зашто ќе ја намените? Конкретно? Може да се намени за многу, да речам, индустрии и многу целни групи и да се направат различни производи.
Во моментов располагаме со повеќе од 31 прототипи. Јас мислам дека UNDP ќе ме поддржи во ова. Имавме неодамна заврши проектот во кој што требаше да направиме од македонските индустрии да ни донесат отпад. Добра. И да го мојата задача беше да направам што е можно поинтереснije. Значи, иновации, ајде да речем, или најдобар можен производ од самиот отпад. Имавме од бои, од природниот кора од уреви, од кора од портокал имавме биокожа, исто биокожа од кора од компир, значи лушпите од компир, се извинувам. Многу беше интересно дека имавме, да речем, од калинката, која што е својствена за одреден регион во Македонија. Да. Во прав полупроизвод кој што ќе се користи во козметичката индустрија. Од тутунот остатоци направивме поради антимикробните својства, направивме да речам различни лусиони, капки за надворешна потреба за тело, за козметичка индустрија, паста за заби од кора од портокал. Веќе одиме на отиде на науката напред кај нас во суштина. Многу отиде на одлушпи од јајца, индикатори за вода, да речеме да кажат што све водата содржи од минерали или од некои други компоненти. Многу е интересно, целата приказна е многу интересна да се доближи на гледачите. И сакаме да ја слушнеме, се разбира што повеќе. Имате поддршка од институциите. Гледам дека науката многу оди напред, што навистина многу ме радува. Имате поддршка, но претпоставам дека условите се оние кои што најмногу ви недостасуваат за да може да се следат чекорите по кои што се движите. Имаме многу поддршка од институциите, но одамна завршивме. Финансиските услови, да, на тоа алудира. Не можам да кажам дека немаме услови. Во моментов завршивме еден интересен проект за биотехнологија, да се објасни што е биотехнологија, затоа што со компанијата Змај, затоа што за да се објасни, прво треба да се објасни биотехнологијата за да се дојде до биохак. Значи тоа е експериментална биотехнологија или биотехнологијата што е, да речеме, нели, како е поврзана и како може во таа да се експериментира. Значи не е биохакингот екзактно, туку е веќе некој вид на експерименти кои што се пробуваат, особено за ова со отпадот. Ја имаме лабораторијата, имаме над 80 веќе апарати кои што се внатре присутни во лабораторијата, не само за одредени, да речам, техника како што се екстракција, мелење, да речам, некои основни спектрофотометри, веќе имаме и ДНК, и PCR, и секвенционирање, можеме да работиме буквално со микроорганизмите, затоа што на светските надпревари, јас менторирав неодамна тим во ХАК, бевме од биотехнолози, од мои студенти, победи компанија која што понуди бактерија која што сама од себе без активирање го прочистува воздухот. Значи до таму е стигната науката. До протеини од инсекти, до гликозиди од инсекти, веќе брашното од инсекти се продава во Америка, ми се чини, че отидени се многу работите напред. Сега пробуваме сите тие иновации, нови технологии ги испрезентиравме неодамна и пробуваме да ги имплементираме кај нас. Имаме поддршка од институциите, сите многу добро го прифаќаат, бидејќи нема зашто. Значи целата таа наука е во својство на граѓаните, во наше својство. Значи тоа е слоганот од нас за нас, ние не правиме ништо што е, да речам, штетно за нашето здравје. Кога ги споменавме инсектите, како и да звучи, и брашното од инсекти, што е компостирање? Што е компостирање? За да биде појасно на гледачите. Како да го доближиме? Постојат повеќе начини на трансформација на биоотпадот. Значи, кога да речам, граѓаните собираат, генерираат огромен отпад. Компании, училишта, градинки, све што постои, што нели сите јадеме, сите генерираме отпад. За да можеме ние тој никако да го, да речам, преработиме, некои си 41%, да речеме, во Европа компостирањето се користи како начин на трансформација на самиот. Значи, тоа е процес во кој што од самиот отпад се развиваат или се додаваат додатно микроорганизми, работи затворен систем, без присуство на кислород. Добре. Потребна ни е компостара. Таа, да речем, компостарата како машина зафаќа огромен простор и потребно е површина поголема поради емисијата на CO2, бидејќи наскоро ќе се мери на секој производ емисијата или карбон футпринт или јаглероден отпечаток, да го наречеме. Таа зафаќа огромен простор и затоа, да речем, треба одреден, да речеме, капацитет за манипулација со истата. Тоа е затворен систем во кој што се става отпадот, буквално ферментира и се добива компост, оној што го користиме во градини, за цвеќиња, за и сега со инсекти ќе го правите. Како со инсекти? Да, и со инсекти и со бактерии.
Како? Јас сум многу, тоа е во многу експериментална фаза, за да можам јас на гледачите сега да им објаснам, че прво треба и ние убаво да се обучиме. Еден период да прво така оди науката. Прво ние се обучуваме, потоа сега е во експериментална фаза, веќе сме во процес на набавување на одреден пурпуроген бактерија се нарекува. Со тоа бактеријата е преку европски проект Брисел финансиран. Ќе дојде наскоро кај нас во отворената градска лабораторија, ќе експериментираме, ќе пробаме од отпадот да добиеме одредени целни компоненти. Веќе се работи на големо во Италија, има фабрики и во другите европски земји. Ќе пробаме кај нас тоа, ќе видиме кои се заинтересирани од индустријата. Јас да речам соработувам со целата прехранбена индустрија. Буквално се сите отворени по ова прашање, па дури и мерки направивме зелена мерка отворена во Агенцијата за преработување за посебни зелени работни места кои што ќе го третираат отпадот. Го затвараме целиот екосистем во претходните 3 години. Работевме и сега еве веќе резултатите се покажуваат. Мислам дека стварно се луѓето ангажирани. Изминатиот период работевте на тема која што е многу актуелна во светот, малку се зборува кај нас и сега конечно е актуелна и кај нас. Дали мислите дека можеби иновативниот начин на кој што го презентирате во јавноста дека го добива оној позитивен одговор од другата страна, и од граѓаните, и од институциите, дека се еден начинот на кој што ќе се презентира. Сепак вас, вие некако многу нормално да зборуваме за инсектите и како може, што може да се изеде од нив, така? И да се конзумира, и тоа колку е хранливо, ама начинот на кој што се презентира. Во 2016 имавше интересен еден фудток, бевме во Брвеница, и тогаш не прашува што ќе јадеме во 2021. Се сеќавам убаво дека реков за инсекти зборев и сега вака се замислувам и викам леле стварно зборев за инсекти, стварно дојде. Значи тоа е тоа. Ние алтернативни извори на храна бараме, на протеини поготово. Значи морам да напоменам за протеини. Сега неудамно имав една со ваша колешка исто од МТВ. Значи имав едно интервју, односно пишано во кое што кажавме дека не се јадат целите инсекти, значи мора да се знае што се јаде. Од инсектите содржат одредени компоненти, значи активни кои што мора или биоактивни, кои што мора да се прочистат. Така. Значи прво изолираат, па потоа прочистат и да се добие одреден производ. Мора да има процедура. Затоа што имавме ситуација во која што се јадат цели инсекти, да и помагаат за да се превенираат одредени болести, меѓутоа со тоа го нарушуваме и диверзитетот и не знаеме какви насмени автохтона исхрана и сето тоа. Меѓутоа треба да се дојде да се извлече продуктот или активната компонента од нив, за да може да се јаде. Значи не е туку така да се измелат инсектите или едноставно, значи така како што замислуваат. Инаку многу е битно како ќе се презентира на граѓаните, бидејќи тоа е и дома можат компостот да го прават. Затоа што компостот ќе го користат пак за цвеќиња, за градини или за се што има дома. Многу е битно да им се каже дека начините на кои што дома, јас и кога објаснувам и на обука за индустрија и на ученици, ние поминавме не знам колку веќе училишта со УНИЦЕФ, морам да ги споменам. Обучивме професори од средни училишта, ги обучивме учениците во средните училишта, основните од Скопје дојдоа во лабораторија. И ние им објаснуваме на нив, вие можете дома ова да го направите, бидејќи нашата опрема е мобилна и одиме и ќе одиме и понатака низ цела Македонија. Че да не се концентрираме само на главниот град, бидејќи индустријата ни е надвор концентрирана. И ние сакаме сите ученици да ги обучиме, буквално. Многу добро го префатија ова. Знаете како беше пристапот? Станувате со балејадата банана. И сега што ќе правиме со лушпата од банана? Одлично. Тоа беше, јас мислам дека треба и одреден цртан лик и одредени други мерки со кои што ќе достигнеме и до помалата популација. Значи, познавајќи го нашиот менталитет, мислам дека иновативниот начин на кој што се изведува оваа процедура од ваша страна, затоа мислам дека и тука е актуелна. Да, што ќе направиме со бананата? Видовме дека можеме да носиме и огрлица, да носиме и обетки и така натаму. Го споменавте кафето, ред други намирници, но ако ве праша во 2018 што ќе јадете во 2021, јас ќе ве прашам со оглед на тоа со колкава брзина оди напред науката кај нас и тимот кој што го предводите. Гледам дека сте многу задоволни и од тимот кој што го работите. Ќе ве прашам дека каде се гледате со очекурите веќе за наредната и понаредната година? Кои се целите? Моментално тимот што го работиме е многу што го работиме заедно, кој што веќе ги напоменам. Значи сме некако наука, државни институции и донаторски организации. Многу некако добар спој
се пронајдовме сите заедно, едно 10 луѓе да речам. Никако не сум сама, никако не сме да се испрезентира дека еден човек работи. Ако еден човек презентира, не значи дека не работи цела екипа. Сите овие што ги напоменав и поздравив многу драги особи, со кои што и вака многу повеќе комуницираме во последно време, е да има некоја синергија прво потребно, а потоа да се направи еден голем импакт во државата. Ако нема синергија, нема да може тоа да се пренесе толку добро колку што јас сакам да го пренесам, колку што сум јас ентузијаст. Инаку науката оди многу напред, а граѓаните целиот тој момент со трансформација на биоотпадот го прифатија многу добро, бидејќи ние гледавме гледаноста на видеата на Види вака. Морам да напоменам дека јас не очекував толкава гледаност. Јас се прашував кој ќе ме слуша мене за биоотпад. Веќе станавте препознатливи од лик, или зборуваме за молекуларна гастрономија или за биоотпад. Никако и тоа е добро. Па да, мора на гледачите да им понудиме ние, ова е една само екстракција, значи како го анализираме нашата работа, а што се случува позади е доста дека се работи во Македонија. Ние знаеме колку јас паќе си го кажам муки имам од таму доаѓам. Морам да го напоменам дека многу жени научици, многу способни, не ги делам нели половите, меѓутоа морам да напоменам дека многу активни професори постојат, постојано проекти, постојано се носат некаква вид на опрема. Значи ние сега во лабораторијата не застануваме тука, продолжуваме со буквално имаме баш денес и утре нов проект кој што треба да го аплицираме, за кој што исто така ќе набавиме додатна опрема која немаме. И таа е лабораторија кај што сите граѓани ќе дојдат и може да донесат било каков отпад и да им се трансформира. Дури видовме и студентите и стартапи. Значи имаше, да речеме, повек за стартапи кај што младите луѓе имаа предобри идеи, предобри. Ние ги изменториравме, победи ВГ Вита, зелена цедевита, социјалниот проблем на нејадење на зелени салати на децата, значи тоа сакавме да го решиме. Многу интересни има, многу за оваа тема може се зборува, уште неколку емисии можеме да зборуваме. Благодарам што бивте гостинка. Се гледаме секогаш за иновативни нови проекти и се гледаме и во нареден период. Ти благодарам, Јована, со задоволство. Ми остана идеја и ми остана неостварено нешто што многу пати сме го зборувале, тоа е молекуларната гастрономија, да направиме нешто тука заедно. Може следен пат да направиме. Да. Може. Може. Благодарам. Благодарам, Јована.